Благодарам, председателе. Да бидам искрен, за момент помисли дека ќе има трошка каење од поранешната министерка за култура за практикување на власта изминатите 7 години. Очигледно, колешке, памет не ви доаѓа. После поразот од немајкаде сите дојден, изјавувавте дека ја свативте пораката од граѓаните. Може би уште го живеете филмот кога облечена во скафандер изјавувавте: позитивна сум на COVID-19, цитирам, но добро се чувствувам. Со силна одлучност денес да победи народот. Народот денес би се да победи. Со пенкало во рака, како што милувавте да кажете. Но долго чекаше, цели 7 години. Го трпеше предавничкиот однос кон историјата и културното наследство на македонскиот народ. Јас и охриѓани нема да ви простиме. Ниту еден денар во 7 години не издвоивте за Свети Климентовиот универзитет на Плавошник. Не обезбедувавте средства за експроприација на земјиште на значајни археолошки локалитети. Ветувавте канцеларија на УНЕСКО во Охрид, но никогаш не дојдовте да отворите. Колку ви е грижа за УНЕСКО, видовме со фамозната државна комисија, која лично ја злоупотребувавте. Беше експресна за издавање на урбанистички планови за градење на згради во Охрид и Струга, но беше глува и нема цели 3 години за проектите на општина Охрид и граѓаните на општина Охрид. Ќе ја споменам и катната гаража, за која цело време баравте изговори како да не ни дадете согласност цели 3 години. Треба да одговарате бидејќи злоупотребивте службената положба и овластување, поради тоа што на цела јавност му објаснувавте дека катната гаража не била од јавен интерес. Ќе ги споменам и изградбата на плоштадот Крушевска република, одобренијата и согласностите за уредување на кеот на Охридското езеро. Ќе ве подсетам и на вашите блескави моменти од отворањето на Охридско лето, кога бевте понесена од министерската слава, како да слегувате на месечина чекорејки по дрвените штици на античкиот театар. Тогаш, наместо да му се заблагодарите на охриѓани што сте имале честа да го отворите Охридско лето, вие ги навредите со зборовите. Тогаш, наместо да му се заблагодарите на сите кои што сте имале честа како министерка, крајот на министерската кариера и печат на хаосот ви стави пеплосаната универзална сала. Почитуван иден премиер професор доктор Христијан Мицкоски, почитуван иден министер Љутков, пред вас стоја многу предизвици, борби и искушенија. Борите се со сета сила за Охрид и за Благодарам.